За великденската трпеза едно просечно македонско семејство ќе треба да издвои од 3000 до 6000 денари или речиси третина од македонската просечна плата. За традиционалната празнична трпеза најмногу пари ќе мора да се издвои за јагнешкото месо, нешто без кое што не може да се замисли Великден. Јагнешкото месо во месарниците се продава по цена од 290 до 300 денари од килограм. Доколку се одлучите за друго печење, најевтино е пилешкото кое се движи од 240 до 300 денари килограм. Свинското месо чини од 280 до 350 денари за килограм. Доколку сакате на вашата трпеза да има компир или ориз, од джебот ќе треба да издвоите дополнителни околу 150 денари. Најважен дел од трпезата секако се јајцата украсени во најразлични бои, а нивната цена годинава се движи од 160 до 240 во зависност од нивната големина и потеклото. А за јајцата да ги бојадисате во различни бои ќе треба да одвоите уште 150 на денари. Ланската година цените се, нема промени. Готово заврши продажбата на великденски јајца, да речем. Побарувачка имаше. Берикјат што велиме ние продавачите и така. Неизбежен дел од великденската трпеза е и козињакот за кој ќе треба да одвоите околу 100 денари, а разните видови на ситни пецива, како што се кифличките, кои дополнително би ве чинеле околу 200 денари. Ако размислувате пак и за десерт, сладката закуска би ве чинела дополнителни 300 денари. Малку повеќе од тоа ќе мора да одвоите и за пијалоците, зависно од тоа колку планирате да испиете. Зеленчукот е по цени карактеристични за овој дел од годинава, при што килограм краставици чини околу 60 денари килограм, а доматите се продаваат околу 100 денари. За зеленчук би требало да одвоите околу 300 денари, а овошјето би ве чинело најмалку 200 денари. Краставицата 50 денари, доматите 100. Друго, што ти кажем, пиперчината 10 денари. Овошјето како се? Овошјето, зависи, 60-70 денари. Така. Поскапување во однос на лани за Великден има, нема или исти се цените? Нема поскапување исти. 100 денари, 50, 120, на се имам изложено цени. Во однос со лани поскапување има? Тука е негде. Тука се цените во однос на лани. Да, краставицата е малце поевтина. Великденската традиција од минатото налагаше и нова облека или најмалку нови обувки за Великден. Па ако и нив ги додадете на списокот, тогаш и една просечна плата нема да ви биде доволна. На крајот, без разлика на трошоците, она што е најважно е да се собере семејството.